Добро утро, Бранко. Минатата година Државниот завод за ревизија за состојбите во студентските домови во земјава покажа дека студентите во студентските домови имаат несоодветно сместување и исхрана, а мерките за развој на студентскиот стандард кои ги преземаат надлежните државни органи не се доволни. Токму на оваа тема утрово разговараме со Дијана Кока, една од неколкумина што направи истражување за тоа какви се условите во студентските домови и студентското сместување во Македонија, Србија и Албанија. Дијана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми, зошто е проблем студентското сместување во државите како што се Македонија, Албанија и Србија? Што недостасува? Како што според Државниот завод за ревизија и главниот ревизор, конкретно во Македонија условите се алармантни, како и во Албанија исто. Во Србија е малку подобро, меѓутоа немаат топла вода кога треба, немаат домовите храна соодветна или количински или пак еднолична храна. Исто така, за разлика од Македонија и Албанија, за некоја нијанса се разликува, меѓутоа немаат лифтови, не работат лифтовите, условите за луѓето со посебни потреби се скоро и невозможни кај нас во нашите земји за студентски домови. Така да многу работи недостасуваат, за жал, според нашето истражување. Каква е моменталното ниво на јавни трошоци за образование во Македонија, Србија и Албанија успоредба со просекот на Европската Унија? Се инвестирали во студентското сместување? Во земјите за интеграција, односно Македонија, Албанија и Србија, за жал, процентот од буџетот кој што се одвојува за студентскиот стандард, студентските домови за образованието е 3% или нешто малку на 3%. За разлика од тоа, во Република Словенија изнесува 5,1 според последното истражување и во Германија 6% од вкупниот буџет, што представува голема стапка и заради тоа и тие имаат многу подобри услови. Во Словенија имаат уште кои недостатоци, а во Германија се многу предоволни од условите студентите. Кои се последиците од недоволното финансирање и инвестирање во студентските домови? Последиците се гледаат или во истражувањето и со студентите. Значи, нема основни работи кои би требало да ги има секој студент за понатамошно функционирање. Значи, студентите се тие кои треба да се концентрираат на учење, а се останато да им биде на некој начин обезбедено, некои основни услови за живење. Како што напоменав, кај нас во Македонија, например, немаме топла вода кога им треба на учениците, нема доволно храна или различна е храната, не е различна храната, а во Германија, например, студентите се задоволни, имаат услови за студентите со посебни потреби. Кај нас немаме што да зборуваме за тоа. Нема никакви услови. Во вашето истражување се споменуваат и студентските протести. Колку овие протести помогнаа во подобрување на условите на студентите? За жал, протестите не се најрадикална мерка за да се побараат своите права. Сметам дека тоа е нешто последно што може да придонесе, меѓутоа не мислам дека има потреба од протести за некои основни студентски потреби, некој основен студентски стандард. Имаше протести, нели, во Македонија, како што беше Шарената револуција, сега во Албанија беше, мислам дека и за некои пари кои беа странски фондови кои беа искористено погрешно. Во Србија се уште траат протестите од страна на студентите за натрежницата која падна во Нови Сад, меѓутоа мислам дека властите треба да се потрудат да се борат за студентскиот стандард исто како студентите што се борат. Дијана, за крај на нашиот разговор, какви подобрувања очекувате да се видат на краток и долг рок, што ќе биде во интерес на сите студенти кои живеат во студентските домови? Јас се уште немам информација дека законот кој што требаше да се донесе е пуштен или донесен, меѓутоа студентите треба да имаат права како сите останати европски земји
да имаат право да работат, а при тоа да не им се кратат други права. Значи сите промени кои што се во интерес на студентите се во интерес на граѓаните и јас искрено очекувам дека после ова ќе ги земат студентите и ќе ги поддржат максимално колку што може за да излезат во пресрет и да можеме сите заедно да напредуваме на некој начин. Диана, благодарам за одвоеното време и гостувањето ова утро во Македонија на утро и да се надеваме дека ќе имаме подобрени услови за студентско сместување и во нашата држава, но и во останатите балкански држави. Разговаравме со Диана Кока, една од учесничките во истражувањето што се спроведуваше во Македонија, Србија и Албанија за тоа какво е студентското сместување и во какви услови живеат студентите во овие земји. Бранко? Благодариме, Мартин. Во наше време